Долго време барам звезда најсветла, само та фали сјај да запали. Порака праќам се од срце, да не води кај што припаѓаме. Порака праќам се од срце, да не води кај што припаѓаме. Ние парче од Европа сме, од вистината не бегајте. Топли прегратки раширете, покрив од срца излавете. Ние парче од Европа сме. Неможноста да се школува не ја спречило 28 годишната Славица Петковска од Кратово, лице со церебрална парализа, сама да научи да чита и пишува. Мајка и Митка раскажува дека уште на мали нозе бил забележлив капацитетот кој што го поседува Славица. Вели дека на 7 годишна возраст сакала и низиното дете, како останатите, да го ужива правото на образование. Но бидејќи живееле на село со дете во количка, а без автомобил, тоа било тешко остварливо. Раскажува дека надлежните ја советувале да ја запише во училиштето во Крилатица, но поради непристапниот терен тоа било невозможно. Откако се уверила дека никој не е заинтересиран да обезбеди услови за незиното дете, започнала сама да го решава проблемот. Не ни сослушува, а не пак да ни помогнат. Не ги ти толку интересираше дали ќе учат тие деца, дали ќе треба да учат, дали ќе треба да знаат, да се образуваат. Што ќе сум јас кога? Земав сама, значи дома. Малку повеќе со големи тешкоти. Оти не можеше ни моливо да го држе со рацете. Полека и успеав да ја научам да чита, да пишува. И денеска сум задоволна. Да сум имала време, може би повеќе од тоа, ама јас сум задоволна колку си таа знае за себе. Тоа што ние толку можеме да ги научиме, да се има вклучено државата, значи многу подобро и подалеку ќе има стигнат. Знам. Ама тоа е тоа. Мајка и на Славица е невработена, бидејќи постојано мора да е во домот со неа. Единствените финансии на ова семејство се од платата на татко и од посебниот додаток кој што го зема од државата. Кога се роди таа, после диагнозата, докторот кога ја воспостави диагнозата, бевме во Охрид на рехабилитација. Некое време ја носев, ама после кога порасна, не можев, оти се плакеше. А за неја кажа дека само вежби. Значи, највише што ќе ја помогне се вежбите. И така. Повеќе дома, со вежби, нормално дека слабо кај нив. Ама ипак, сепак јас мислам да можеше државата повеќе да им помогне, во таа смисла дека многу повеќе ќе постигневме и ние. Оти ние сами родителите не можеме. Но и покрај сите перипетии, денес Славица е среќна. Единствен проблем и представуваат скалите на влезот од домот. Вели дека тие и временските услови ја попречуваат во дружбата со пријателите. Кога сум дома, на компјутер, телевизија гледам, излегувам понекогаш со друштво кафе да се напијам во град или дома ќе дојдат да се напиеме. Мајка ми помага. Како? По степеници.
ги одам секој ден. Мислам секој ден кога ќе сакам, морам да ги изодам сама. Степениците. За тоа нема решение. Барем јас го сватив. Тешки са ми, али тоа што да правам. Ако не одам, значи треба да бидам затворена по 4 зида. Дори мајка ми помага да излегувам по степениците. И малку време, 5 минути 10, али тешко ги одам. Дори не сакам да ги одам, немам друг начин. Немам лифт. Да имам автомобил со прилагоден со рампа, било поубаво. Али немам за тоа средства самата јас да си го овозможам, а државата малку се грижи. Славица раскажува дека досега не забележала некој да ја дискриминира, туку сите ја прифаќаат каква што е. Ако ни оди добро муабетот, зашто да ме избегнува? Значи, јас сум таа, јас сум 100 пати кажала, таа сум и не можам да се сменам. Сега, може од здрав и прав некој да дојде во оваа состојба. Значи, не, ваков нема да го гледам или нема да го дружам. Тоа за мене не е хумано. Не е хумано. А и да, не е добро. Ние сме такви какви што сме. Значи не треба да не делат, искрено. Зборам за тие што немаат никаква попреченост за околината. Не, тоа ми е да сватат луѓето дека и ние знаеме да се дружиме, и ние знаеме да правиме муабет, да... Дека навистина луѓето немаат предрасуди кон неа, потврдува и нејзиниот пријател Младен, кој го запознала пред 6 години во рамки на еден проект насловен "Хендикепот не е пречка за нормален живот". Под настанот ние упативме на покана за дружба и за среќа Славица и уште едно девојче прифатија и таа беше првата вечер. Стекнува цаци. Да. Се дружевме цела вечер и после тоа не знам, настана една таква хармонија помеѓу нас што еве и до ден денеска се дружиме. Секој си има нели обврски, различни задачи во текот на денот и во текот на годината, но ние можем да кажем дека успешно се прилагодуваме на тоа и се дружиме. Славица секогаш е иницијаторот за кафе во град и таа што организира. Имаме група на Facebook која често ја користиме и пишува таа, ајде на кафе, се собираме, кафе шема се вика. Точно. Младен истакнува дека го исполнува дружбата со Славица, од која постојано учи нови нешта. Додава дека овој пример треба да го следат и другите, бидејќи само со комуникација и прифаќање на различностите ќе се градат скалила кон кои што тежнееме како општество, односно ќе има нормални услови за живот на сите. Силен оган гори, желба разгори, гласот Божи грми, сите исти сме. Дайте ни живот без граници, да ја отворете нови страници.